Почитувани гледачи, добро утро уште еднаш за оние кои што сега се вклучуваат на каналот на К3 телевизија. Неколку минути после 9 часот и отстапуваме простор за темата на денот. Традиционалниот турнир во мал фудбал, насловен под името Видовдан, традиционално се одржува и оваа година по 17 пат. Организаторите го очекуваат најдоброто, во тек се со подготовките, а и со полнек ги завршуваат сите досегашни активности. Па по тој повод јас да не должам многу поконкретни информации добиваме од нашиот денешен гостин, господин Горан Зафировиќ, председател на Српската заедница во Куманово и подпредседател на Српска заедница на ниво на Македонија. Добро утро. Добро утро. Голема благодарност до вас и до К3 телевизија што не поканивте. Еве, за да можеме да проследиме на гледачите на К3 телевизија, да ги запознаеме со нашите активности на Српската заедница во Куманово и во Македонија и она што е моментално со што се занимаваме овие денови, организирање на турнирот во мал фудбал Видовден 2017 година. Одлично. Традиционално се одржува и оваа година. Да се враќаме назад на почетоците. Како почна, зошто? Па знаете како, значи Српската заедница во Македонија и регионалната организација од Куманово има своја улога и своја задача, значи да одбележува значајни датуми и денови од областта на историјата. Се занимаваме со организирање на културни манифестации, спортски манифестации. Една од овие манифестации што ги организираме е турнирот во мал фудбал, што го организираме веќе ова година, полни 17 години. Значи, идејата пред 17 години беше да организираме некој спортски настан во град Куманово, затоа што граѓаните на Куманово се заинтересирани пред све за спортот и пред све за фудбалот, за кошарката, покрај тоа, значи, да одбележиме некој значаен ден од историјата на србите, така да го одбравме овој ден како Видовден. Инаку, да подсетиме, Видовден 1389 година се содруваат две големи војски на Косово, помеѓу српската и турската војска, каде што во текот на битката не се знаело кој е победникот, а кој е победениот. Прв пат во историјата, значи и до тогаш и од тогаш загинува двата цара, и српскиот цар кнез Лазар и цар Мурат. Така да исходот го знаеме од битката, понатаму доаѓаат турците на балканските простори. Значи на вистина еден голем ден, голем историски ден за србите и за српскиот народ. Еве, по тој повод ние одлучивме пред 17 години да се подсетиме, значи да ги подсетиме младите генерации на овој историски ден. Битката всушност е загубена и знаеме што се случува понатаму. Доаѓаат турците и што остануваат следните повеќе од 500 години, меѓутоа баш од една таква битка србите и српскиот народ црпат енергија и тоа е еден пример како треба да се брани својата земја, како треба да се чува она што е свој на еден народ. Тоа значи беше поводот да ги поврземе овие два настани, спортот и овој историски ден. Така да ние упорно веќе 17 години се бориме, да ви кажам, за да се одржи овој турнир во мал фудбал. Можам слободно да кажам дека ние како Српска заедница во Македонија и регионална организација од Куманово организираме низа манифестации низ текот на целата година, меѓутоа ова е еден од најтешкиот дел што го организираме, затоа што турнирот трае некаде околу 10 дена и бара една стварно на вистина голема организација и од страна на нас организаторите бара
голем број на луѓе горе што треба да бидат присутни на теренот. Обично доаѓаме горе на теренот кај Соколана на кај 17:30 часот, надпреварите почнуваат од 18 часот, да се припреми теренот таму, мрежите да се изнесат клупи и така натаму, да видиме екипите дали се таму. Нон-стоп мора да бидат редарите ние како што ги викаме, за да можеме да топкава кога ќе излезе надвор од терен, што ни е еден од големите проблеми, за да можеме во секој момент да биде тоа се како што треба. БВ за овие 17 години ни успева традиционално да го организираме овој фудбал, што, пак ќе кажам, не е лесно. Има во годините наназад повеќе обиди од повеќе организации, да кажеме, издружение на граѓани од град Куманово да се организираат турнири. Меѓутоа, за жал, тие турнири не траат толку долго сега. Да можам слободно да кажам и да се пофалиме дека еве успеваме за сите овие години да го одржиме овој турнир во малфудбал. Каква е заинтересираноста, колкав е бројот на учесниците, дали расте, колку екипи вкупно ќе играат и дали играат само кумановчани? Па, знаете како, сега во текот на годините наназад имаше обиди да вклучиме ние и екипи надвор од град Куманово. Значи секоја она екипа која што е заинтересирана во близина на Куманово, можеби од Паланка, од Кратово, од Скопје и така натаму, меѓутоа наидуваме на проблем затоа што од овие дестинации учесниците треба да доаѓаат во Куманово, што име додатен проблем со превоз. Така да еве, значи, дојдовме до една ситуација да го организираме турнирот само на ниво на Куманово, со тоа што не значи дека ако се јави некоја екипа надвор од Куманово, ние сме отворени за соработка за сите екипи кои што ќе дојдат, кои што ќе пријават желба, ќе ги прифатиме и ќе бидат учесници и дел од нашиот турнир. Инаку, секоја година ние турнирот го организираме со 16 екипи, поделени во 4 групи. Носители на групите се првите 4 пласирани екипи од минатата година. Извлекуваат, нели ждрепка како што се вика, отвараат групи и групите се поделуваат 4 групи по 4 екипи во група. И така, сега за сега како што гледам, има огромна заинтересираност на граѓаните од Куманово за еден ваков спортски настан. Ние како организатори се интересираме по градот, правиме, да не кажеме, анкета и разговараме со граѓаните какво мислење имаат за турнирот, дали е во ред, дали имаат некои забелешки, што би можело можеби нешто да се поправи од година в година, што мислат за турнирот. И до сега искрено не најдовме на никакви поголеми критики во однос на организацијата на турнирот. Гледаме да биде се тоа објективно. Од време на време, од година в година и ние како организација ќе успееме да направиме екипа која што е учесник и дел од турнирот, со тоа што најобјективно, ако се добро подготвени, ако може да идат понатаму во четвртфинале и полуфинале и идат, ако не отпаѓа, така да, значи без никакви, што се вели, спортски намештаljки, оние екипи кои што покажуваат добар спортски резултат и идат понатаму и до сега немало никакви примети од страна на екипите. Мислам дека колегата Маријан Стошевски беше таму на терен и успеа да направи еден прилог, па да им ја доближиме сликата на нашите гледачи. Предлагам да го проследиме прилогот. Незаборавниот спортски храм Соколана 5 дена се наоѓа во центарот на спортската јавност во Куманово. Традиционално и оваа година се одржува турнирот Видовдан, кој привлекува интерес кај љубителите на фудбалот во Куманово. Членот на организациониот одбор на турнирот Мирослав Тричковиќ истакна дека традицијата продолжува. Турнирот и оваа година со голем број на учесници кои ќе се напреваруваат во наредните денови. Па голема е радоста што по 17 пат успеавме да го организираме оваа година турнирот. Стандардно како и секоја година имаме поделено во 4 групи 16 екипи. Надпреварите се одржуваат секоја вечер од 18 часот до 22 часот. Надпреварите до сега генерално се во ред, се е во спортска атмосфера, се надеваме дека и натаму така ќе продолжи. Што се однесува до наградите, ќе се наградат првите 3 екипи со пехари и медали, ќе се награди најдобриот стрелец, најдобриот голман и најдобриот играч на турнирот.
Во оваа прилика сакам да изразам голема благодарност до Општинскиот сојуз на спортови, кој оваа година, како изминатите 2-3 години, не помогна со медали и пехари. Што се однесува до публиката, драго ми е што имаме голем број на гледачи на турнирот. Турнирот Видовдан е замислен како турнир на пријателството. Ги повикувам во оваа прилика сите граѓани на Куманово, без разлика на национална, партиска, верска припадност, да дојдат, да посетат, да ги проследат надпреварите, да ги видат кумановските фудбалски мајстори. Не се само тоа од Куманово или има и други? Куманово и пошироката околина на Куманово се екипите. Еве, со години се поставува прашање дали еден ден можеби Видовдан ќе има и меѓународна репутација, односно ќе учествуваат екипи надвор од границите на Македонија. Имате ли такви планови? Секако дека имаме. Во преговори сме за наредната година за екипи од Србија, Република Српска, Црна Гора да дојдат и да учествуваат, и се надевам дека од наредната година турнирот ќе прерасне и ќе добие меѓународен карактер. Благодарам. Благодарам. Завршите борби се закажани за сабота, кога ќе се одржи полуфиналето и недела со финалниот напревар, пошто ќе се добие победникот на турнирот. Тоа беше прилогот кој што имавте можност да го проследите. Господине Зафиров, веќе да потенцираме некој дел од екипите, нешто? Да, значи како што нагласив, ние турнирот го организираме со 16 екипи, мада од време на време така ни се јавуваат некои идеи и предлози да го прошириме турнирот со повеќе екипи, со повеќе од 20 екипи, меѓутоа тоа изискува еден поголем временски простор и многу поголема организација. Значи, од овие 16 екипи, секоја од овие екипи е составена од 10 играчи. Така да, во текот на годините гледам дека некои екипи се провлекуваат секоја година, доаѓаат кај нас на турнирот. Тоа значи дека се задоволни од организацијата. Правилата ни се наигра, да кажеме, кога ќе излечат наш дрепка, дека не можеме да им удоволиме ако сака да го сменат почетокот на надпреварот. Самиот тек, да. Да, затоа што една година пробавме така да направиме, па излегуваат други проблеми. Сега има екипи кои што освен на нашиот турнир играат и на други турнири паралелно, пошто овој период така е сега актуелен за спортски надпревари, така да таа година навистина ни се направи хаос, затоа што сакавме на некои екипи така што ни беа значени да удоволиме, и сега прекративме со тоа како што ќе ми се падне, ако дојдат на надпреварот добро, ако не службено ја го губат надпреварот, и така натаму ги поставивме така работиве да идат по тој правилник, и искрено немаме никакви проблеми. Сега би било интересно за гледачите на К3 телевизија да ги спомнам екипите од ова година кои што ни се пријавени. Слога, Биджо, Близнак, Оли Травел, Healthy Food, Vega, Acido, Mobitex, TLM, Перочичо, Хондурас, Факом, Форшпет, Пилјара Маце, Агора и Потресени. Тоа се тие 16 екипи. Веќе дојдовме до периодот каде што започнуваат четвртфиналните надпревари. Јас се надевам дека до крајот на турнирот ќе заврши се онака како што треба, во една фер и спортска атмосфера. Пред секој надпревар излегуваме, ги поздравуваме фудбалерите, екипите, ги подсетуваме на преварот да помине во една фер и спортска атмосфера, дека ова е сепак само спорт, дека е ова на некој начин само забава. И преворот е мултиетнички меѓу останатото, така? Па да, значи немаме ние никаков проблем со тоа. Сега Куманово е мултиетнички град, може секој кој што ќе состави екипа да се пријави кај нас, да играат најкоректно, и нема никаков проблем ние со тоа уопште, значи не се замараме, дури и би било поинтересно, значи од другите етнички заедници да дојдат во Куманово на нашиот турнир. Со кои други важни празници и датуми се одбележува постоењето на србите во Македонија? Па, значи, ние како српска заедница во Македонија имаме направено програма која што започнува од 6 јануар. Тоа е одбележување на Бадник.
веќе повеќе од 5-6 години во град Куманово се собираме како едно големо семејство во просториите на поранешен комитет. Нарачуваме лепче со паричка, се крши лепчево, нели, според нашите христијански и православни обичаи и нормално дека на некој ќе му се падне таа паричка и следнава година, значи, он има обврска, значи, да донесе најмала рака организаторот лепче со паричка, да. Сега ова година навистина излезе многу интересно. Обично така некако спонтано се договоривме да оној кој што ќе најде паричкава да не се јавува одма, дека тука е кај мене паричкава, за да другите нема да им биде интересно, значи ги ја чува цело време во себе со тоа што, значи од таму кај што беше нарачана лепчево, кај што беше нарачано, погрешка ставиле две парички и сега во исто време се јавува, знаеш, да се подели тоа погачава, се скрши цело све и еден се јавува друг и од друга страна, знаеш, па како стојува, зашто, значи не беше правена погачава од некој од нашите. А овде него беше нарачана и нема врска, се договоривме двајцава иднава година, значи да видат. Да, така, почнуваме со тоа, понатаму продолжуваме со дочек на православна нова година, 13 јануари, секоја година традиционално. Обично тоа го организираме во ресторан Грација, повикуваме музички звезди, музички имиња од Република Србија, најчесто од Гранд Продукција, со некои од овдека од Куманово оркестар. Кој ви беше гостин оваа година? Ова година беше Дарко Филиповиќ. Дарко Филиповиќ ова година, значи, повторно го викнав, но беше пред едно 5-6 години отприлике. Имаше многу убава, многу јака атмосфера. Добра забава и многу добра забава. Беше навистина, значи ние вака кога ќе седнеме да разговараме за дочек на православна нова година, значи стално се навраќаме на таа нова година и он, значи, секоја година од тогаш па нанаму, секоја година така некаде во средина на декември месец ми се јавува, ајде Горане, дај поново да организуваме старо ново година дочек. И така, мислам, успеавме да воспоставиме контакт со луѓето од Србија и со Гранд Продукција, мада нели со години, и тоа се прави повеќе од 25 години од прилика дочек на православна нова година. И видовме дека луѓето реагираат на овие нови музички имиња што се од Гранд Продукција. Добро. Секогаш ја верувам дека можеби не можеме на сите таму што се гости кај нас што ќе дојдат во ресторан Грација да им удоволиме со вкусовите. Меѓутоа, еве се трудиме да колку сме во можност да организираме, нели, да додат некои интересни имиња, со тоа што не можеме да збориме за некои големи имиња како што се Цеца, да кажеме, или зависно од буџетот, или Саша Ватич, или, значи, тоа се навистина, тоа се имиња кои што но тоа не значи дека во иднина нема да се случи такво нешто. Еве да се надеваме, значи работиве се менуваат, да. Еве, кога сме веќе во тој тек, јас предлагам да проследиме една кратка музичка номера, па ќе се вратиме во студиото за да продолжиме со разговорот. Пуштимо ни бланк, се ќе имаме вкој. Дали само преку спорт одбележувате културни настани? Оно што посебно радува одличната посетеност на Соколана. Добро. Да. Нешто, па после некој време па да се навратиш на нешто, имам дека за организација, да кажеме, па нешто да кажеме за пекари. Можеме сак да почнеме со организација, па после ќе идеме на. Да се навратиме, да. Добро. Господине Зафировиќ, рековме дека вие како организатори регионалниот центар на Куманово, а и самата српска заедница се надевате дека и оваа година се ќе помине во најдобар ред. До каде сте со подготовките? Па мораме да бидеме оптимисти, искрено немало посериозни нарушувања на јавниот ред таму на спортскиот терен во Соколана. Мада ние секоја година, значи, го обавестуваме Министерството за внатрешни работи и полицијата од Куманово, правиме допис. Луѓето ќе си дојдат горе, ќе го праќаат своји полицајци, службени лица горе на теренот, ќе дојдат, ќе се проштат и ако има нешто, значи, секојаш се расположени, мада немало поголеми нарушувања, секојаш тоа се средувало на лице место. Би било интересно за гледачите на К3 телевизија, еве јас се потрудив за последните неколку години да ги извадам првите 3 екипи кои што се пласирале на првите 3 места, да кажеме. 2014 година трето место земала екипата Трговски,
Второ место успела да се пласира екипата Бутик Пинк и прво место екипата Црвена звезда. Тоа како што решиле да се нарече. 2015 година, значи трето место има освоено екипата Здраве Радово, второ место екипата Хармонија, прво место се извинувам екипата Бос. Од минатата година, Босем, минатата година, значи трето место се пласирала екипата на Велан, второ место Босем, значи овдека имаме Босем 2016 година и 2015 година, и прво место, значи успеле да се пласират екипата на Форш 5. Покрај ова што покрај првите три екипи кои што се пласират на турнирот, значи ние секоја година доделуваме ни награди, односно пехари за најдобар стрелец, најдобар играч и најдобар голман. Имаме комисија кој што се грижи за записникот, колку шутови, колку голови одбранети, голман кој што најмалку голови примил, така да од минатата 2016 година најдобар стрелец е назначен Кристијан Златковски, најдобар играч Иван Крстевски и најдобар голман Никола Стевковски. Ние како организација, значи за првите три екипи секоја година обезбедуваме пехари. Одлично, да. Пехари со различна големина, со тоа што доле. Мене ми е жал сега што не се тука пехарите, требаше да донесам. Ќе биде интересно за гледачите на К3 телевизија, меѓутоа ќе бидете таму на завршниот надпревар на финалето и ќе можете да ги снимите пехарите со тоа што доле пишува прво место, второ место, нели трето место, од другата страна имаме нашиот аблем на српската заедница. Така се потрудивме тоа да биде навистина професионално. Медалите исто така ги правиме со дуборез, со гравирање, така да остане тоа траен спомен, да кажеме. Запомнето секако. Да. Нешто што не се брише. Дали само преку спорт ги одбележувате и организирате овие културни некои настани? Па не, ви кажав дека ние имаме активности низ целата година, да кажеме. После тоа, пред малку додавме до Стара Нова година, после на Велики петок, значи пред Великден, идеме доле, организираме на Удово, пред Валандово, организираме одбележување на годишнина од така наречен Валадовски покој. 1915 година таму се загинати 250 српски војници. 250 српски војници кои што не се надевале воопшто дека тогаш ќе бидат нападнати. Овие српски војници ги имат нападнато бугарска војска со австро-унгарска војска и нешто од турска војска, така да биле затекнати и сите таму кои што биле злосторнички убиени. Ние како српска заедница, значи, се трудиме да не ги заборавиме тие случувања на територијата на Македонија. Понатаму тоа ни доаѓа овој временски период за видовденски турнир. Пред неколку години, значи, се потрудивме да направиме покрај една спортска манифестација, да направиме и една културна манифестација, да кажеме со поетски читања, со промоција на книги, со учество на културно-уметнички друштва. Меѓутоа, искрено на нас во самата организација, значи луѓето кои што се вклучени во сето ова, многу некако ни доаѓа за овие неколку дена, затоа што ви кажа дека навистина ангажираме голем број на членови на заедницата. Плюс тоа на 28 секоја година, значи, се организира централна манифестација во град Скопје, или во салон 1919 или во некои други културни места каде што може да се организираат културни манифестации, така да многу ни доаѓа и решивме да останеме само на овој видовденски турнир. Понатаму, кога ќе поминат годишните одмори, продолжуваме со одбележувањето на битката на Зебрњак. Секоја година ова битка се организира на друг датум, со тоа што ние гледаме да бидеме вржани со денот недела, затоа што луѓето тогаш се слободни, може да доаѓаат и надвор од Република Македонија и од градовите овдека, доаѓаат посетени се нашите сите манифестации, така да навистина напорно од една страна, меѓутоа од друга страна навистина задоволство,
ние како невладена организација овде во Република Македонија, како што кажав, се трудиме значи да организираме културни манифестации, одбрежување на значајни историски денови. На тој начин ќе можеме така да се доближиме до граѓаните на Куманово и до младите генерации, да ги подсетиме, да кажеме, што се случувало во минатото, да постоиме како српска заедница, да го одржуваме, да ја одржуваме таа мултиетничност во град Куманово. Секако. Сметам дека особено задоволство меѓу останатото и на вас како организатори ви представува одличната посетеност на Соколана. Па на мој изненадување, да ви кажам, секоја година одлично сме посетени. Сега, кога ќе почнеме да ги правиме плановите за видовденски турнир, таму некаде од прилike од април месец, крај на април месец, го резервираме теренот горе на Соколана и веднаш отвараме да видиме што се случува на светската сцена или можеби на европската сцена во однос на Олимпијада, можеби светско фудбалско првенство и така. И секогаш така во тие години, да кажеме, кога има такви случувања на светската сцена, малку сме скептични дали ќе бидеме посетени и гледаме терминот да го помериме понапред, можеби или поназад некаде тука да биде. Меѓутоа, на наше изненадување, значи граѓаните доаѓаат посебно за овие четвртфинални и финални надпревари. Еве сношти имаше надпревар, значи горе беше полно на вистина, значи граѓаните на Куманово го сакат фудбалот и нас на тој начин, значи на нас ни дават елан за да можеме да продолжиме да организираме вакви спортски манифестации во град Куманово. И не само ова спортска манифестација, да кажеме сите манифестации што ги организираме во град Куманово. Еве сега пред неколку години отворивме културно-метишко друштво Српски вестови, отворено во склоп на српската заедница. Пред 10-15... Тие се доста активни, ни беа гости овде. Да. Баш во утринската емисија и можам да кажам дека навистина се активни, се трудат. Велат дека некако исклучително добрите организатори се темелат на тоа што пред време имаат се добро испланирано и добро организирано. Дали можеби по тој повод вие очекувате следната година турнирот да го истакнете на едно повисоко ниво? Па ние сме правеле обиди, да ви кажам на вистина, меѓутоа некако можностите ни се тие, така да, да бидеме оптимисти и да пробаме, секогаш сме расположени да направиме едно повисоко ниво. Меѓутоа, за сега можностите ни се тие, за првите 3 екипи даваме медали и пехари. Овдека би сакал да напоменам и да изразам благодарност до Општинскиот сојуз на спортови. Неколку години назад, ова е 3-та година назад, како ни даваат пехари и медали. Пред тие 3 години сами се снаоѓавме, успевавме некако да го одржиме турнирот, еве сега навистина голема благодарност. Вклучени сме таму, значи имаме поддршка од Општинскиот сојуз на спортови и би сакал да ги поздравам членовите на Општинскиот фудбалски сојуз, судиите кои што доаѓаат на спортскиот терен на Соколана и така, значи се трудиме максимално да биде тоа како што треба за самото отварање. Обично обезбедуваме озвучување, тоа да се отвори онака како што треба, за затварање и тоа исто така да се подгласат овие 3 екипи, да може да биде проследено тоа од останатите гледачи. Значи се обидуваме да најдеме медицинско лице горе на теренот кој што ќе биде во случај на некаква повреда да дојде да влезе во теренот, да им укаже прва помош на надпреварувачите, на фудбалерите. И така сме се јавували во брза помош, да кажеме сме барале медицинско возило, меѓутоа ни беше кажано дека има мал број на возила во град Куманово, а така не се случувало нешто да се случи нешто катастрофално или горе на теренот. Така да од сите аспекти гледаме да биде како што треба, гледаме да биде теренот горе уредно исфарбан, горе требата да биде под контрола, се да биде. Така да сега за сега, значи ние кога ќе ги правиме не само за оваа манифестација, било што да организираме во склоп
на српската заедница, било каква манифестација, гледаме да биде тоа до перфекција направено, се знае кој каде седи, со званици, луѓе кои што ги чека, да кажеме. Да спомнам за одржување на годишен концерт и настав на културно-уметничко друштво Српски вез, значи луѓе кои што стојат на врата, кои што ќе ги спроведат до нивните места. Секој се знае за овие, да кажеме, 20 на луѓе што ги имаме, кои што доаѓаат гости од другите градови од Македонија, значајни имиња, да кажеме, или амбасадата на Република Србија во Република Македонија. Така да гледаме и да биде тоа до перфекција. Сега колку тоа сме добри, сега малце нели неблагодарно ние сами за себе да збориме, да се фалиме, меѓутоа барем се трудиме така, да биде се од година на година ќе дојдете до перфекција, ќе ги видите сите оние неправилности, можеби кои што ние не можеме да ги видиме, но вие таму како организатори ги гледате. Правиме уште еден краток пресек, одиме со уште една музичка пауза и повторно се враќаме во студиото. Napretodi, Giurgio Bairro
Господине Зафировиќ, кои други активности ги планира српската заедница до крајот на оваа година? До крајот на оваа година, значи, па добро, еве, да напоменам дека Културно-уметничко друштво Српски вез е во склоп на српската заедница. На 7 имаме планирано гостување во Сурдулица. Гостување во Сурдулица, тоа е, значи, избор, предизбор за групи лимени дувачи, трубачи кои што треба да се надпреваруваат на изборот на прва труба во Гуча. Така да ние сме поканети како Културно-уметничко друштво, имаме убава соработка со Сурдулица веќе од првиот ден на формирање на Културно-уметничко друштво Српски вез, значи планирано ни е да иде малата и средната група. Тоа е на големо задоволство и на голема радост на членовите на Културно-уметничко друштво Српски вез, затоа што тоа е и целта покрај тоа што доаѓаат да играат, да се занимаваат со фолклор. Значи, навистина им е задоволство да отидат, да прошетат некаде, да покажат тоа што научиле да играат. Значи, тоа нешто прво не очекува, понатамо ќе имаме пауза и ќе почнеме таму некаде од 1 септември. Некако така годината е распределена, све што се случува до крајот на 6 месец и сите активности почнуваат од 1 септември. Значи, понатаму ќе следи организирање на одбележување на Кумановска битка и понатаму припреми за 2018 година. Здраве Боже, би сакал да ви се заблагодарам на вас и на К3 телевизија затоа што навистина не следите, значи, сите наши активности што се вика она во детали, што посебно ни значи и на нас како организација. Навистина. За гледачите на нашата телевизија, значи, еве, за крај на емисијата потенцираме дека К3 телевизија ќе го следи и емитува комплетно и во целост финалниот турнир, а тоа зборува за одличната сработка која што ја имаме, а и пред се даваме еден несебичен пример како медиум за љубителите на малиот фудбал. Да, навистина, за мене искрено беше изненадување кога господинот Маријан Стошевски пред некој вечер дојде горе на турнирот во Соколана и ми предложи, ми вели, господине Зафировиќ, дали би се сложиле да дојдеме ние со нашата екипа, со камермани, да го снимиме финалниот надпревар, со тоа што, нели, да јас ќе бидам коментатор и ќе цело време ќе го коментирам надпреварот, што за мене беше навистина изненадување, должен сум му на господинот Маријан Стошевски. И така, навистина, ова е за еден добар чекор понапред. Верувам дека гледачите на К3 телевизија ќе уживаат, оние кои што нема да бидат во можност да присуствуваат на теренот на Соколана. Така. Господине Зафировиќ, тоа би било се за денешниот разговор. Се надевам дека повторно ќе се видиме во иднина и ќе поразговараме за некоја друга ваша активност. Уште еднаш ви благодарам на поканата, ми беше задоволство, навистина. Почитувани гледачи, ви благодарам и вам за одвоеното време и внимание. Имајте убав ден, пријатно расположение и останете со програмата на К3 телевизија.